Hype TV го имаме Марио Арангеловски. Со Марио сме заедно на Fashion Days Штип. Марио, како мислиш како помина ревиите според твоја проценка? Многу ми е жал што доцна пристигнав на самиот настан, пропуштив едно-две ревии сигурно, меѓутоа поради инциденти во сообраќајот што се случуваат секојдневно во Скопје, такви беа условите и еве пристигнав на последниве две ревии. Генерално задоволен сум, мислам, сега не сум некој модно гуру тука да кажува дали нештата вредат или не вредат, меѓутоа од друга страна кејф ми е што сум присутен на настанот, драго ми е што добив покана за истиот и верувам, се надевам дека ќе имаат всушност два успешни модни дена во Штип, затоа што Штип, како и сите помали градови, заслужуваат еден моден викенд каков што моментално се случува. Мора да признаеш дека фалат вакви модни настани во земјава, бидејќи сме сведени на еден фешн викенд кој го имаме во годината и ништо понатака. Ова е сепак некакво освежување. Апсолутно, и сметам дека сите помали градови настрана Скопје, каде што нели редовно се случува тој Fashion Week, заслужуваат вакви, затоа што верувам дека и постојат многу креативни луѓе во сите градови ширум Македонија, многу дизајнери, многу креативци кои заслужуваат внимание, односно да бидат вклучени во програма каков што на настан каков што присуствуваме. Се уздатка. Предпоставам дека тука не си само како гостин, туку се тука и како водител, односно водител на твојата емисија, која е твојот аутфит, односно колку чини твојот аутфит, дали ги прашаш штипјани? Апсолутно, не ги прашавам штипјаните, ја генерално таа рубрика, не можам да ја наречам емисија, затоа што тоа се рилчиња за на Инстаграм и Тиктокот по минута време. Најчесто ги работам со јавните личности, така што независно дали се од Битола, Штип, Гостивар, Охрид или Скопје, кај да ги пресретнам на ваквите настани, соработувам со нив, односно ги прашам колку чини нивниот аутфит. Знаеш дека се крие наука за самата емисија, или како да не речеме рубрика, ето така. Што мислиш ти за тоа? Па види, она затоа и постои. Мислам, нема да имаше смисла ако не се крена ука и бука, така што... Сега сите те прашуваат тебе колку чини твојот аутфит, меѓутоа јас ќе те прашам, пошто твојот аутфит се гледа и може да го провериме за еден клик на Google Lens, јас ќе те прашам она што не се гледа, колку чинат твоите гајки? Ја не знам какви гајки. Овие се у пакет, у Вајкики идат 700 денари 3 пара. Шала на страна, Сергеј Варошлија ме праша колку ми чини аутфитот и ексклузивно на него му одговорив, така што наскоро ќе гледате една епизода со авторот на таа рубрика. Благодарам многу. Фала ви на вас.